доста веќе? Кај си ма Искра? Еве, ти треба нешто? Да не те гледам веќе. Не ме удирај, бе! Што ви е? Доста! Леле! Добар ден, ученици. Што се случва, ученици? Наставничке, сите ме удираат по глава. Ајде, оди седни си на место. Ајде, Искра, не плачи. Ученици, зошто ја удирате Искра? Па наставнички си ставила ливче на грбот. Ајде, Искра, душа, дојди да видам. Сврти се. Па тука нема никакво ливче. Па наставничке, не знам, не реков јас. Бисера нешто почна да зборува таму дека имам ливче. Искра, душа. Зошто измислуваш? Никој не те удира. Ајде, оди кај педагогот и поразговарајте, кажи му што проблем имаш. Ама наставничке, што сум јас крива кога тие така велат? Искра, душа, ајде оди кај педагогот, ќе седите врз лекскапчето, ќе поразговарате и ќе ти го олести. Ајде. Да не губиме од часот. Добро, ученици, пред да започнеме со часот, сакам да ви информирам дека имаме екскурзија и присуството е задолжително. Тоа всушност ќе биде настава во природа и родителите се веќе известени. А наставничке, зашто сите мораме, јас не сакам. Душа, тоа ќе биде работна екскурзија, ќе работиме и ќе пишуваме. Во ред? Во ред. Наставничке, а дали сме ја запидам во соба со Калина? Да стасаме до тоа. Ќе видиме, ќе направиме распоред, собите се инаку 4 креветни. Ајде сега може да ги извадите учебниците по македонски. Коза? Ти си коза. Не, на грбот ти пишува коза. Тебе на челото. Не бе, Лара, имаш ливче залепено на грбот кај што ти пишува коза. Ајде, мола ми свади го. Мислам дека знам кој го направил ова. И јас. Стиви, знам дека си ти. Па јас сум, кој да биде?
Ти ми го залепи ливчето. А ти што мислиш? Стефи, знам дека вие правите вакви работи. Ќе одам кај директорката и ќе ва кажам. Па не ли беше више доке педагогот? Што е работама? Оваа козава Лара се буни нешто. Знам дека и го залепивте ливчето и на неа и на мене. Признајте си. Признавам и сега што? Што ќе направиш? Ке те искубам. Што ти е? Ау! Остав! Тргни се, бе! Тргни се, бе! Ау! Што ти е? Дечки, сакате бомбони? Еве, вземете си. Вие. Малце ми е чуден вкусот. Па како чуден вкус? Ментол? Сакате уште по едно? Да. Лаксатив? Тоа ти е многу позната германска марка бомбони. Имаат многу витамини. Да. Мијајте, молам, затвори ја вратата. Значи вака. Напиши ја формата за множина на следниве именки. Страница 51. Напиши ја формата за множина на следниве именки. Девојче, прозорец, покрив, излог. Кажи ми те. Стиничка ми се оди до тоалет. Не може. Ве молам, многу ми се оди. Наставнички имена. Имена наставнички. Што на сите ви се оди? Или сакате по ходници да шетате, а? Ајде. Одете, ама ова ви е последен пат. Побрзо, ајде да не губиме од часот. Извинам, наставничка, што вуцнав морав до тоалет. Амен бре, со ова тоалетов што направивте? Ма бев до тоалет. Ајде, сега можеш повторно да одиш, имаш неоправдан. Што е ова? Значи цел час јас до тоалет, јас наставнички, јас. Сите се редите. Ајде, имаш неоправдан. Наставничка, Кажи, Калина. мене ми се лоши. Пак и ти се лоши кога гледаш во телефонот. Што правите вие таму? Ајде соберете ги смоките, не правете ѓубре. Стефи. Ивај, собери ги телефоните. Добра, наставничка. Ајде. Ти па што иде за да замараш се? Дайте ми ги телефоните. Не може. Дайте ми ги наставничка, така рече. Ама нас не се лоши од телефоните. Наставничка, телефоните не ги даваат. Стефи, што реков јас? Значи, не селфи да си правиш тука. Ајде сите телефоните. Значи, отворете ги малце очите. Не е фер. Не може да не е Се разбравме. Ајде, Ива, дајте ги телефоните на Ива. Не се и на етете. Ајде, дайте. Пази.
Бубалица, 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 бубалица. Дечкото на Лара. Ке го местиме? А вече ти? Мене пак не се лоши. Ама на соничката не е тука. Каде? Отиде во другиот автобус, а ти тогаш спиеше. Пауза беше, не се сетирај. Чекај, еве Криси. Чичко, добар си? Дечки, што му се случи? Изгледа, оса го касна. Оси. Оса го касна човекот. И татко ми вака реагираше кога го касна Оса. Мете, брзо викни брза помош. Да, Мете. Осем мразам. Немам телефон, наставничка да ми го зема. И мене. Има ли некој телефон? Не. Може би човекот има телефон. Па ајде проверете. Ајде, провери. Побрзо, ајде, најдете го. Знаете дека може да умре побрзо. Како да умре? Еве го. Кој има вода, ајде. Како да се јавиме? Јас имам. Има шифра. О, не. Знае некој како да му го отклучиме? Јас одам по помош, кој ќе дое со мене? Јас. И сега што ќе правиме со возачот? Добро е што диша. Мене ми се јаде. Јас имам сендвич, сакаш? Добро, ме имаш за тебе? Не, само ова има. А тогаш јади го и ти. Ајде ќе го поделиме. Добро. Благодарам. Мене ми студи. Што ќе правиме ако заглавиме до вечер? Ништо, ќе мора тука да преспиеме. Па од каде знаеш, може ќе не бараат родителите? Мене ми е страф, јас не сакам да спијам во автобус. И тоа на среде пат. И како е можно ни една кола да не помине до сега? Ми студи. Потргни се ми, седиш на јакната. Па што да правам? Гледаш дека сме во автобус, не сме во хотел. А јас што да правам, кажи ми? Ех, а сега требаше и во хотел да бидеме. А сега ќе вечеравме. Пржени компирчиња и плескавица. Леле бе, доста зборите за храна ни крка ори стомакот. И јас имам нешто за јадење. О, само една гресина ми остана. Сакаш? Ево, ова ти се вика авантура. Каква авантура? Ова е катастрофа. Имаме човек во несвест во автобусот. Така ќе направиме.
Како? Ќе ги преплашиме. Нема да знаат како се викаат. Па така им треба кога се плашат од се. Леле, се изгубивме. Леле, автобусот застана. Мамо, се плашам! Ајде, одиме. Може да седнам? Може. Слушнавте нешто? Не. Некои чудни звуци. Не се плашам. Чекајте, ќе проверам. Нема никој, без гајле. Ама сепак најдобро е некој да чува стража. Ова нема крај, каде е автобусот? Па според моите пресметки натака треба да биде автобусот. Мислам дека гледам некое светло, погледнете. Јас ништо не гледам. Сигурно тоа е автобусот. Ајде да одиме. Ама наваму требаше да одиме, не натаму. Од кај па ти знаеш, врска немаш од Па ориентација. според моите пресметки натака треба да биде автобусот. Па добро, ти оди од кај што мислиш. Јас ќе одам таму. Ајде, кој сака да дојде со мене? Јас. Ајде да одиме. Па јас одам со Ивона. Слушнавте нешто? Значи престани веќе, ништо не се слуша. Сигурна сум дека слушнав некои гласови. И јас. Некој вика помош. Слушнав и јас нешто. А да одиме да помогнеме? Мете, тука си! Мете го нема. Чекајте, јас ќе проверам. Еве го, заспал. Мете бе стани, знаеш колку не уплаши? Мете бе, не ли требаше да чуваш стража? Леле. Еве ќе се И одеднаш не можевме да го најдеме патот. Темно беше и се изгубивме. Дојдоа Дина, Ема и Бисера? Не, па нели со вас отидоа? Со нас дојдоа, се разделивме. Бисера, ти реков дека требаше да одиме со другите? А па ти што дојде со мене? Ти сама си одбра. Дечки, ајде да не се караме, да пробаме да го најдеме патот заеднички. Значи време е да ги побараме, многу долго ги нема. Јас таму не се враќам. Исто и јас. Јас ќе одам, не можеме да ги оставиме. Ајде, кој доаѓа со нас, нека тргне по мене.
Дай ми го телефонот на шоферот. Леле, па за да се јавиш не ти треба шифра. Да, Само emergency call. Чекай. Ало? Брза помош? Ќе умреме тука. Немаме ни храна, ни вода. А, уствари, чекај. Бисере, јас сум жена. Па немам за сите. Што, само да се испиеш? Па да. Ако следен пат се изгубиме и ако имаме вода, на тебе не ти даваме. Добро, ако преживеете. Се плашам. Слушнавте? Дека нема да преживееме, слушнавме. Не тоа, некој вика. Не нашле? Тука сме! Нема никој, ти се причинува. Дечки, овој пат сум сигурна дека слушнав нешто. И јас. Помош, тука сме! Помош! Се загубивме!